Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој излезе соопштение до сите земјоделци и структури, во кој ги известува сите заинтересирани субјекти за поднесување на барања за користење на средства од новата ИПАР-2 програма, односно 2014-2020, дека рокот за нивно поставување и доставување на барања и апликации се продолжува до 21.7. оваа година. Останатите делови од јавниот повик, објавен на 24.4, остануваат непроменети и неговата целосно содржина може да се најде на веб страната на агенцијата. Продолжувањето на рокот е доставување на барања се со цел да се излезе во пресред на барањата од потенцијалните корисници за подготовка на квалитетни апликации. Во моментов огласот на ИПАР-2 средствата е активен, но од Министерството нема точна бројка колку аплицирале за добивање на овие средства. Од ресорното министерство велат дека државата има разни фондови на располагање, но поради административните манипулации и злоупотреби, парите не се користат иако се плаќаат пенали. Како пример го посочи проектот на Јужно-Вардарската долина за изградбата на систем за наводнување, а од министерството откриваат дека биле откриени над 60 случаи на злоупотреба во оваа институција, за кои се отворени постапки пред суд и обвинителство. Децидни се дека од минатата власт злоупотребата на средствата од министерството ги користеле за манипулација со гласовите.